Преминуваме на следната компанија, а тоа се Микротика. Мислам дека ќе ни се придружи Александар. Еве го веќе е тука. Повели Александар. Александар, на мјут си? Сега не би требало. Мислам дека гледате, така? Да. Здраво, јас сум Александар. Јас работам во маркетинг тимот на Микротика. Што е Микротика? Микротика е платформа која што возможува да девелоперите изградат побрзо апликација која што ќе биде скалабилна и ќе работи на клауд. Како почна приказната за Микротика? Почна вака. Работејќи во Doxteam компанијата која што работеше на различни големи проекти, самите девелопери со цел да воспостават добри практики во работењето мораше да избираат огромен сет на алатки кои што се достапни на пазарот и не секогаш се успеваше да тие алатки овозможат добар развој и изградба на апликација. Обичниот процес за изградба на апликација на клауд изгледа вака и е доста комплексен, се состои DevOps процесот од 5 дела, каде што во секој дел мора самите девелопери и тимот кој што стои од операции да размислуваат како сето тоа ќе го поврзат. И на тој начин се роди идејата за Микротика со добивањето на грант од Фонд за иновации. Самата компанија овозможи да се креира овој стартап во кој што сме во моментов 10 луѓе и да го направиме ова решение кое што е многу поедноставно за самите стартапи и компании кои што немаат воспоставено добри DevOps практики да го направат тоа. Така со неколку клика може да се изгради инфраструктура и да се стави апликацијата на клауд. Се што треба да се направи избор на клауд, во моментов подржуваме AWS, да се изберат однапред дефинирани компоненти во кои што ние го имаме внесено целото наше знаење и познавање на Amazon како клауд и да се изградат инфраструктура и нивната апликација веќе да ја постават на клауд и таму да почне да работи. Сето тоа го возможуваме со нашите функционалности кои што ги имаме во апликацијата. Едната функционалност е Microtica Pipeline Manager, каде што може да се избилда апликацијата, да се интегрираат процесите, да се тестира, да се мониторира, да се деплоја на клауд. Имаме тука и поддршка за Kubernetes. Понатаму, следниот фичер е Infrastructure Builder, каде што однапред се дефинирани компоненти или пак компоненти кои што самите компании ги имаат изградено и сметаат дека тие функционалности од нивните компоненти ќе им помогнат при развој на апликации, може да си ги постават внатре во апликацијата, сето тоа да го направат и да постават целата инфраструктура на облак. И уште една многу интересна работа која што имаме направено во изминатиот период, тоа е AWS Cost Optimizer-от, односно преку ова функционалност од платформата Микротика овозможуваме на компаниите да заштедат до 50% од нивните трошоци кои што ги имаат на према AWS во моментов. Меѓутоа до третиот квартал од годинава планираме да ги опфатиме и Google Cloud и Azure. Самата апликација Микротика овозможува добар сет на функционалности, меѓутоа доколку самите компании имаат однапред поставени практики кои што не можат да ги сменат или пак им се неопходни, значи ние нудиме функционалност тие практики да ги интегрираат и дополнително врз нив on top of it да ја стават и Микротика која што ќе им помогне за побрзо скалирање на нивните апликации. Еден кейс стади кој што го имаме издвоено за овој настан е клиентот Sentian,
Тоа е шведска компанија која што се занимава со индустријска вештачка интелигенција. Тие има долг онбординг процес на самите клиенти. Беа изненадени од брзината со која што ние им помогнавме да за сам процес кој што го има за повеќе од 2 месеци да го намалиме за од прилика 2 недели. Така да тоа е одличен знак дека нашата платформа успева и помага на компаниите да ги забрзат сите процеси кои што ги имаат. Како што кажав и на почетокот од презентацијата, тимот ни се состои од 10 луѓе. Просечната возраст во тимот е 26 години, имаме вработени од 20 години до 32, што значи сме прилично млада компанија, млад стартап, мал тим. Меѓутоа сите сме спремни да го споделиме нашето знаење и сакаме и од луѓето кои што ќе дојдат во тимот и кои што би ни биле идни колеги или соработници да го слушнеме и нивниот збор и секогаш сме спремни да научиме нешто ново. Во моментов отворени позиции имаме за интерншип и тоа е еден интерншип во девелопмент и еден интерншип во маркетинг. Како лице за контакт сум јас, така да мојот мејл е alexandar.savov@mikrotika.com. Кој е заинтересиран за ваков тип на пракса, слободно може да ми се јави или да ме контактира. Толку од мене, ви благодарам на вниманието, доколку има прашања, слободно може да ме контактирате. Фала ти, Александар, фала што беше брз, краток и концизен. Веќе во чат ви го споделивме имејлот на Александар на кој што можете да го контактирате, како и работните позиции.